Благодарам. Само околу една работа, некако реплика. Во однос на кој го кочи и кој го носи законот. Имате мнозинство, можете да правите што сакате, не ја префрлете топката на другата страна спортски кажано. Почитувани присутни, би сакал хронолошки да ви кажам неколку работи како се отвиваше целиот процес. Минатата година, 2018 година, се донесе го донесе законот за добивка. Тој закон не може да профункционира доколку не се направи законот за спорт. Тој го носевте некаде март-април. Со носењето на тој закон, всушност се овозможи да функционира тој ваучер систем кој вие го предлагавте. За да профункционира требаше да се направат подзаконски акти кои ги прави Агенцијата за млади спорт. Значи агенцијата, иако укажувавме дека треба да бидат како дел од законот, и тука да се знае во законот кој што го следува и врз основа на што ќе добие пари, тоа се направи скришен во Агенцијата за млади спорт. И според мене, тоа е една од големите грешки. Понатаму, врз основа на реакција на голем дел на спортски федерации, спортски клубови, реагиравме. Во септември месец предложивме законско решение што сметавме дека треба да се врати на старото законско решение. Вие не го прифатив, односно на седница овде се одлучи да не се стави на точка на дневен ред, се прологира за некоја друга седница. Да после тоа вие реагирате, значи после тоа реагирате вие, од кога ние реагиравме, ве немаше до тоа никаде, пари не стигаа. И тие 6 милиона евра кои ги кажувате, ви кажувам, не ви се реализирани. Само 15% од тие, проверете во УЈО па ќе видите, 15% се реализирани. Значи, џабе, сега носим уште 4 милиона евра, и податокот дека го менувате законот, ви реков, покажува дека не ви бил добар законот претходно, иако укажував. Сега ќе ви прочитам една изјава моја која дадов токму пред поддонесувањето на законот за спорт. Значи, после тие 4 месеци, бидејќи и тој празен простор, од декември до некаде јули месец, како може клубовите да функционират? И згора на тоа, иако отидовте во јули месец ги дадовте парите за половината клубови спортски федерации, останаа другите клубови нерешени. Сега го решавате тоа. Кога? 2 месеци пред крај на годината и пак вие ги ВМРО крив за се. Не, почитуван колега. Ќе ви кажам една работа сега. Оно што го прочитав е актуелно сега, пред толку време. Ве предупредував, не слушавте. Ова власт, така сум рекол, уште еднаш докажа дека работи спротивно на интересите на граѓаните. Владата, предводена од Зоран Заев, во овие 2 години работеше спротивно на интересите на младите, студентите, вработените, уметниците, земјоделците, пензионерите, за наред да дојде и спортот. Преку ова законско решение, имено со овој закон, кој е бледа копија на претходниот закон донесен од владата, предводена од ВМРО ДПМН, за данъчно лиснување, има неколку ограничувачки карактеристики. Вкупната сума на средства кои спортските субјекти може да ги искористат со овој закон се 6 милиона евра, што е ограничувачки фактори кои што директно се судира со одредбите од претходниот закон, каде не постоеше горна граница на данъчно лиснување. Меѓутоа, и тие 6 милиона, ви реков, не се искористени, само 900.000 евра се искористени. Пример, секој клуб, федерација или спортист можеше да склучи повеќе договори во вредност која му е неопходна за спортските резултати. Со овој закон за изменување на закон за спорт, средствата ќе се користат врз основа на издаден ваучер, така што вкупната предвидена сума од 6 милиони евра ќе треба на база на утврдени критериуми од Агенцијата за млади спорт да се распределат на спортските субјекти. Знаете како се вели ова? Институционална корупција. Вие им давате на спортските клубови, значи вие им кажувате, има најава информации дека клубови од исти ранг не добиват исто пари. Значи, за едни се привилегират, други средства се дават. Треба да се провери таа ситуација. И не може на некој да му текне од джеб и аз ги давам, ние ви ги даваме парите. Не така. Законски секој го следува и треба така да го развиваме спортот. Понатаму, ова представува голем проблем за клубовите од колективните спортиви. Од друга страна, пак исто така поголем проблем ќе имат и малите спортиви. Тогаш предупредувавме, кои не се толку атрактивни за спонзорирање, а со овој ваучерски систем ќе бидат оставени со минорни потенцијални средства за финансирање. Накратко, ова би значило дека има можност за инвестирање само за спортски субјекти кои имаат ваучер, износот е лимитиран на 6 милиони евра, вкупно за сите федерации, клубови, индивидуални спортисти кои притоа со високи критериуми кои ги стават веќе богатите клубови во прв план во однос на помалите клубови и федерации на кои им се потребни повеќе средства за да напредуваат. Лимитирањето на поддршката за индивидуалните спортови и спортови со што ќе се отежнат условите за работа, како и намалената поддршка за младите спортисти и аматерски клубови со што масовноста во спортовите ќе опаѓа. Предупредувавме,
спорно во овој закон е тоа што критериумите за распределба на ваучерите и будувањето да се регулираат со правилник кој дополнително треба да го донесе АМС далеко од очите на јавноста, а уште подалеку од очите на спортската јавност и оние кои се најзасегнати. Општите и посебни критериуми требаше да бидат утврдени во Законот за спортот и јавно дебатирани пред целата македонска јавност, а не на ваков начин без дебата и скратена постапка. Поради неажурноста на институциите и незаинтересираноста на владата во моментов трпи спортот во Македонија. Имено владата избрза да го донесе новиот закон за добивка на крајот од минатата година како што послучив, а во меѓувреме не ги донесе измените на законот за спорт. Со тоа во последните 3-4 тие месеци спортските субјекти не може да ги користат бенефициите од денешното олеснување, и тоа во најкритичниот период на полусезона и почеток на втората полусезона. Факт е дека веќе сите спортски субјекти се започнати со активности за пролетниот дел. Ова значи го кажувам оно што сум го предупредувал за да знаете што сум ви кажувал, а не слушате. А во делот на финансите и материјални потреби за подобрување и остварување на своите амбиции и планови. Но во таа насока можноста за соработка со компаниите е скратена, бидејќи така наречениот ваучер и новите измени се усвојат дури денес. Исто така, сите компанија имаат доставена годишната пријава за данок добивка заклучно со 15.3.2019 година. Ова власт треба да научи дека не е добро нешто да се критикува или укинува само поради тоа што како мерка е донесена од претходната влада, а при тоа да не се нуди ново подобро решение. И ќе ви кажам второ, не е само ова мерка, на тоа беа сет на мерки кои тогашната влада ги донесе. Што значи? Мерките донесе од тогашната влада на ВМРО ДПМН и претходното раководство на Агенцијата за млади спорт значеше револуција во спортот и систем кој одлично беше прифатен од сите спортски субјекти. Впрочем, за тоа говорат и бројките. Само преку скоро 10 милиони евра впрочем, за тоа говорат и бројките. Само преку даношно олеснување во изминатите 3 години во македонскиот спортски систем влегоа скоро 10 милиони евра, а преку законот за игри на среќа се поддржаа преку 64 спортски федерации, стотици клуби и спортисти со дополнителни 7,5 милиони евра. Тоа се бројки кои се непобитен факт, како што се непобитен факт изградбата на речи 300 спортски капацитети, воведување на 500 стипендии за млади спортски таленти, воведување на спортски пензии, како и стипендии за постигнатите спортски резултати. Континуирано финансиско партиципирање во поддршка на спортските федерации се само дел од реформата во спортот кој ги направи владата на ВМРО ДПМН со тогашната коалиција за подобра Македонија. Затоа порачувам во однос пред да завршам, ако немате идеја што да направите за спортот во Република Македонија, предложете тамо каде што застана претходната влада. Меѓутоа, за да објаснам работата така како што треба и дека е алармантна ситуацијата. Значи, ние за прв пат имаме состојба каде ни штрајкуваат спортските клубови. Предупредувавме, ќе ви кажеме на работа која ни упатува како предупредување Интернационалниот меѓународен олимписки комитет и вели вака во едно драматично писмо кој го упатува до сите структури и во владата и во Агенцијата за млади спорт и до Македонскиот олимписки комитет. Предупредува, еве ќе ви прочитам што кажува. Сите спорти во Македонија се пред суспензија. Меѓународниот олимписки комитет вели владата да не се меша во спортот. Интернационалниот олимписки комитет со месеци ги следи настаните со спортот и спортските федерации во Македонија. Ова стана јасно откако од централата во Лозана до надлежните органи во земја утрово пристигна драматично писмо. Драматично затоа што така гласи називот на самиот допис кој пристигна од Лозана до владата на Република Македонија, Агенцијата за млади спорт и Македонскиот олимписки комитет. Се бара подитно ревизија на спортско законодавство на надлежните органи. Тоа значи треба да се направи нов закон за спорт кој ќе биде прилагоден и според меѓународните спортски институции. Ваше ветување предизборно дека ќе правите закон за спорт уште го нема. Тоа е така затоа што статутите на сите домашни федерации прво мора да се усогласат со меѓународните институции, а при тоа имаат проблем со домашните закони кои во дадени моменти се контрадикторни со интернационалните. Постоечкиот закон за спорт на неколку федерации им создава проблеми и затоа настануваат збрки кои одредени спеткароши во ЗВВ истите ги користат да уриваат системи, да прават насилни промени, да злоупотребуваат позиции, но и да ја користат политиката во спортот. Во драматичното писмо од Лозана се наведува дека за овие проблеми е информиран и политичкиот врв во земја на чело со премиерот Зоран Заев. Политиката надвор од спортот, спортските асоциации мора да бидат целосно автономни. Тоа е основното барање на Олимпискиот меѓународен комитет. За на крај, почитуван колега, строго одделување на политиката од спортот преку законски измени и дополнување на закон за спорт во насока на целосна автономија на спортските федерации. За жал, вие не го правите тоа. Им потрошивте една година на спортските федерации, на спортските клубови и на спортистите.
ова штета што ја направивте ќе биде далекосужна понатаму и за другите и за понатамошно работите нови. Ви благодарам. Никола Бит. Никола